Негативните бројки кога е во прашање природниот прираст на населението во 4 општини во Кочанската котлина зборуваат на загрижувачки процеси кои се закануваат да остават празни многу населени места. Првиот удар го чувствуваат образовните институции, но долгорочно негативниот прираст ќе создаде комплексни проблеми кои потоа тешко се решаваат. Во првите 3 месеци од годината во најголем дел од општините во државата забележале помалку родени од бројот на починати. Според податоците на Државниот завод за статистика, природниот пораст во Кочани е негативен, односно е минус 34, во општина Чичинево Блешево минус 12, 0 во Зорновци и 2 во Виница. На ниво на држава бројот на живородените деца во првото тримесечие од 2018 година во споредба со истиот период лани е намален за 1,6% и изнесува 5255 живородени деца. Тоа значи дека повеќето општини се во негатива, а оние населени места кои претходно имаат добар прираст сега почнуваат со стагнација. Од другите градови во Источна Македонија Штип е рекордер со негативен природен прираст од минус 41, Дерово бележи негатив од минус 22, Делчево од минус 23, Македонска Каменица минус 7, Пехчево од минус 5. За разлика од Источна Македонија, повеќето општини од западниот дел на државата се уште бележат позитивен природен прираст, иако нешто намален. Например, 76 во Студеничани, 54 во Тетово, 19 во Сопиште, 33 во Липково, 22 во Боговиње, 35 во Гостивар и така натаму.